Во преубавиот амбиент, во една од просториите каде што нашата утринска гостинка Јана Николовска ги одржува своите часови и курсеви по сликање, во една преубава комбинација на музика, на музичка уметност и ликовна уметност, се наоѓаме ова утро, екипата на утринската програма Добро утро секој утро. Ке зборуваме со Јана Николовска, дипломирана ликовна уметница, со која што ќе говориме за уметноста, за незината уметност и секако ќе ве информираме за курсевите по сликање кои што ги организира на 2 локации во Скопје, а ние моментално се наоѓаме во овој преубав амбиент, слушате и музика и гледате убави ликовни дела, се наоѓаме во Аеродром. Јана, добро утро. Благодарам што ова утро не прими во твојот преубав простор каде што се одржуваат делото оние курсеви, каде што се прави убава спојка на ликовната уметност и на музиката. Би сакала за почеток да те прашам како започнува твојата ликовна приказна, од каде кај тебе се раѓа љубовта кон уметноста? Добро утро од мене, ви благодарам што сте тука, чест ми е да ве имам на гости во овој преубав простор. Јас, уште откако дете, уште откако памтам за себе, значи од најрана возраст, сум креирала, сум цртала, сум правела различни колажи, значи сум се занимавала со некакво творештво. Потоа таа љубов решив да ја насочам малце во попрофесионална сфера, односно се запишам на факултетот за ликовни уметности тука во Скопје и да ја разбудам во себе целата креативност и творечка енергија која што сум многу среќна што ја имам и многу ми е голема желба да ја предадам на луѓето кои што сакаат да ја имаат во себе исто така. Сум започнала најпрво со цртање, со молив, со јаглен, со цртежи од тој вид, потоа самиот факултет, програмата на факултетот, значи сликарството го зема како еден вид на уметност кој што спаѓа во таа, да речам, некако традиционална творечка уметност. Почнувам со сликање, сум почнала со сликање на мртви природи, реалистично сликање и потоа програмата на факултетот не доведе до момент да ние почнеме внатрешно да се истражуваме, односно да твориме тоа што ние чувствуваме дека сакаме да го твориме, односно тоа што излегува суштински од нас. И јас така по тој пат сум стигнала до мојот стил, кој што е абсолютен експресионизам, со творење на платната со маслена боја и експресионирање на тоа што јас го чувствувам, го мислам и тоа што во моментот се случува во мене, односно во тој период, да речеме некако, со вршење на некоја интроспектива, значи влегување во себе и вадење на тоа што јас го имам во тој период, значи да го преточам тоа што се случува емотивно во мене и мисловно, интелектуално, да го преточам на платната кои што подоцна стануваат како некој гледала на самата себе. И тоа е многу интересен момент кога творецот, уметникот ќе направи едно дело, една слика, да речеме поконкретно, и потоа ја гледа и сваќа дека тоа е всушност тој или таа, дека тоа што го насликал е неговиот идентитет, да речам на некој начин точно така, или неговата состојба во тој период или момент. И тука јас сакам да работам, односно работам со апстрактни термини како што се пример љубов или слобода или светлина, зашто мислам дека тоа се најинспиративните и најсуштинските делови од човекот, од внатрешноста на човекот и сакам тие состојби да ги наречам, ако можам така, да ги преточам во апстрактна слика со користење на бои кои што би асоцирале на тие состојби со тако вид на потези, дали поекспресивни, дали по лесни, да речам. Не работам со форми кои што се апликативни на човечкото око. Значи, сакам да представам една друга реалност, една метафизичка реалност која што не ја гледаме и сакам таа некоја внатрешен свет да го представам на некоја во форма која што е физичка и која што е видлива со човековото око. Значи да представам светови кои што не ги гледаме ние секојдневно, кои што се внатрешни, кои што извираат од најголемата, најискрената суштина на човекот и сакам тоа да им го покажам на луѓето. Значи сакам да им покажам дека
секој еден човек во себе носи голема љубов и голема и јака светлина, да речам, јака креативна енергија. Значи не зборам сега дека сите мора знаат да цртаат или да сликаат или некако така, но сите имаат некоја енергија која што може да се преточи во нешто. Дали тоа ќе биде, ете, со мојата љубов за мојата љубов што имам јас кон пример менторство и тоа да сакам да ја пренесам, да го пренесам моето знаење и се што сум научила за сликањето и за цртањето исто така на луѓето и сето тоа мислам да се спакува во да речам во еден курс каде што луѓето ќе можат да дојдат и со мене да работат на реалистично цртање и сликање, но и на курс по апстрактно сликање каде што ќе можат со мене да научат како да вадат од себе идеите своји, тоа што го чувствуваат, да го пренесат на платното како што правам и јас. Можам да заклучам дека љубовта е твојата инспирација, љубовта е твојата водилка низ овие преубави апстрактни дела. Твојата љубов, односно љубовта кон сликањето, кон уметноста, ја пренесуваш и кон останатите, кон твоите ученици на твоите курсеви. Можеме да кажеме да ги споменеме курсевите. Тие се сега во тек, односно се отворени и како и каде може да се пријават сите заинтересирани, која возрастната граница, се одржуваат на 2 локации, може да споделиш информации со публиката. Така, значи курсевите се сега во тек, уписите цело време се во тек, значи јас има 2 можности, индивидуални часови или часови во мала група од 3 до 4 максимум. Ги одржувам на 2 локации. Едната локација е тука, оваа фирма Vision, каде што може да погледнете се што тука стои во моментов и нашата желба да се направи една спојка на музичката уметност или ковната уметност. Другата локација е во центар, позади Бонјаковец. Можат да се пријават кај мене на Инстаграм, jananicolovska.art или може да ми напишат имејл на art@jananicolovska.com и ќе се договориме за термини, слободни термини за групни часови или за индивидуални. И да кажеме дека возрастната граница е од 3 години па до... Возрастната граница точно, значи работам со деца кои што се над 3 години до нема натаму граници, не е ограничена со возраст, исто така не е ограничена ни со искуство, не е потребно да има никој никакво предзнање, значи секако тука сме да научиме. Програмата ја адаптирам на секој индивидуално, значи согледувам кој до каде, правам вежби врз основ на кои се неговите или нејзините најслаби страни, за да се зајакнат нели тие страни и после човекот да може да излезе од кај мене и да биде спремен и за свое творештво. Што се случува по завршување на курсот? Дали имате некоја заедничка групна изложба и дали луѓето, односно вашите ученици треба да носат материјали или тоа е се обезбедено од ваша страна? Се обезбедувам јас од материјалите, освен за курсевите по сликање, учениците се должни да се ги донесат само платната. Значи се што е друго, бои, четки, палети, медиуми за мешање на боите обезбедувам јас. За курсевите се организира изложба некоја? Да, може, зошто да не. Потоа имам можност за кога ќе завршат луѓето нели курсеви, се прават заеднички работилници. Значи може луѓе кои што завршиле курс да ги соберам повторно и да направиме една работилница со творење на ново нешто. Да. Добро, сакам сега уште едно прашање кон тебе, а тоа е за тоа која порака ја испраќаш на твојата публика и имаш досега 6 самостојни изложби и во земјава и надвор од неа. Со што и каде се имаш представена? Точно така, имам 6 самостојни изложби до сега, планирам 2 нови оваа година самостојни, групни имам преку 20, значи надвор државата, имам во Њујорк, во Хрватска, во Грозњан, во Велс, во градови низ Македонија. Оваа година, како што кажав, планирам уште 2 самостојни, би сакала да се случат, барам една секако ќе биде. Ќе ја видиме. Пораката која што сакам да испратаме е секој да се биде верен на сам себе. Значи секој да трга од тоа едно убаво место кое што сите го носиме, како што веќе напоменав, значи љубовта треба да биде вечната и најсуштинската инспирација и од тоа место треба да се тргнува за се, не само за творештвото, туку и за самиот живот некако да речам. Значи тоа убаво место е најважното нешто од кое што сите треба да црпиме инспирација и да го живееме животот.
Ова е преубав амбиент кај што се овде и навистина овие дела кои што ги гледам, апстрактни дела твои, се навистина преубави, убав спој на уметност, на две уметности, музика и ликовна уметност. Каде и како може да се најдат твоите дела, дали се на продажба? Моите дела секако се на продажба, ги имате кај мене на Инстаграм профилот, ги има и на Фејсбук, јас имам и свој вебсајт jananicolovska.com, може и таму да се разгледаат или слободно кој сака може да ме побара мене лично, кој сака кој е заинтересирани за слушање во оваа демо соба, во оваа фирма, исто така може да ме побара, може да договориме демо слушање на аудио премата и кој е заинтересиран пример за некоја од овие слики, исто така може да дојде тука да се види и така. Исто така да почне да учи да слика. Така, ова е просторот. Како сите се добро дојдени за тоа. Многу би ми било драго што повеќе луѓе да дојдат, да почнат со оваа преубава работа, затоа што е стварно нешто кое што не инспирира и не само што се учи вештина, туку се учи и фокус. Значи тоа е некој вид на медитација. Да. Еден вид на терапија. Еден вид на терапија секако, Да. Јана, следен пат ќе закажеме да се видиме на твојата изложба, следна изложба, рече две најави оваа година. Барем на една еве да се видиме и да го представиме тоа кај нас и во утринската програма и во Вестите култура. Ти благодарам што одвои време и за нас и за нашата публика и се гледаме на изложба. И ви благодарам многу и на вас, се гледаме повторно.